Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Струга со засилени теренски акции се обидува да го реши проблемот со питачењето. СДСМ го повикува Советот да не даде амин за новите вработувања. Регионален зелен центар објави документарен филм за значењето на трската. Повторно се актуализира иницијативата за велосипедска патека Охрид-Струга. Фондот за здравствено осигурување го врати системот во функција. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево и топло време со измерени максимални дневни 12 степени Целзиусови температура. Попладне зголемување на облачност, а умерено облачно време со кратки сончеви периоди, но топло. Во текот на ноќта кон вторник, ведро и посвежо со пад на ноќните температури. Утрева североисточна, источна и југоисточна Европа, умерено облачно и нестабилно време со дожд и снег, ветровито и студено со пад на температурите. Локално врнежи од дожд и на британските острови. Во останатите делови од Европа сончево време со локална облачност и надпросечно топло. На Балканскиот полуостров во вторник претежно сончево време со локална облачност и топло. Локално во централните делови зголемена облачност. Максималните дневни температури од 14 до 19 степени. Во Македонија во вторник свежо утро, пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од -4 до +3 степени. Во текот на денот сончево релативно топло време за овој период од годината со умерен западен и северозападен ветар. Максималните дневни температури од 13 до 21 степен Целзиуса. Во Охрид во вторник посвежо утро, утринската температура 2 степени, а во текот на денот сончево и топло време. Максималната дневна температура 14 степени. Во среда сончево време, ќе има локална облачност и ќе биде топло со максимални 16 степени, а во четврток умерено облачно време, сончеви периоди и дневна температура од 14 степени. Во Охрид во петок не очекува претежно сончево време со локална облачност и топло. Минималната 5, дневната 13 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид.
а на бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Со посебен протокол, работна група и засилени теренски акции струга се обидува да го реши проблемот со питачењето. Загрижува тоа што се поголем број деца просат низ струшките улици. Покрај казните, последниот чекор за несовесните родители кои ги пуштаат децата да питачат е одземање на родителското право. Струга се обидува да го реши проблемот со питачите. Загрижува тоа што се поголем број деца просат низ струшките улици. Центарот за социјални работи изготви посебен протокол и работна група со представници од сите институции со цел да престане злоупотребата на малолетници. Се прават засилени теренски акции, се работи на јакнење на одговорно родителство за децата да се вратат дома и во образовниот процес. Социјалниот проблем питачење во општина Струга и општина Левчани од година во година се повеќе се предлабочува. Карактеристично е тоа што сите деца кои питачат се од други општини. Немаме ниту едно дете од општина Струга или општина Левчани. Покрај казните, последниот чекор за несовесните родители кои ги пуштаат децата да питачат е одземање на родителското право. Добриот механизам за згрижување на деца на улица е преку сместување во згрижувачки семејства и мал групен дом на деца во ризик, како и преку дневно згрижување на деца од улица. Користење на инструментот надзор на вршење на родителското право, каде што спаѓа и мерката одземање на родителското право. Проблемот со питачењето во Струга години наназад се провлекува низ институциите, поради немање простор за сместување на питачите кои по многуте акции повторно се враќаат на улиците. Истражувањето на Сдруженијето Градиме идни на лани покажа дека 4000 деца во земјава питачат под ведро небо, а 18700 не се во училишните клупи. СДСМ Охрид е против нови вработувања во општинската администрација. Повикува советниците да не дадат согласност за измената на општинскиот план за вработување за 2023 година, кој што е на дневен ред на утрешната седница на Совет. Локалната власт на ВМРО ДПМНЕ на овој начин покажува игнорирање на актуелната тешка финансиска состојба, кажа на пресконференција портпаролот на охридските социјалдемократи. Од општинската организација на СДСМ се против новите вработувања во општинската администрација. Локалната власт бара од советниците согласно за измени на годишниот план за вработување на општина Охрид за 2023 година во услови на глобална економска и енергетска криза на утрешната 24-та седница на Советот на општина Охрид, истакна портпаролот Јован Крлев. ВМРО ДПМНЕ побара согласност за унапредување на 8 работници и согласност за вработување на 14 нови работници, наспроти испразнетите 4 места по основ на пензионирање. На овој начин се покажува тотална несериозност, игнорирање на актуелната финансиска состојба и најважно се непочитување на своите граѓани од чии средства во најголема мера се полни општинскиот буџет. Планираните вработувања не представуваат потреба произлезена од работата, туку задоволување на својата партиска агенда.
Локалната власт има потреба од 14 нови работници, од кои во најголем број раководители, соработници и референти во услови кога јавните предпријатија мака-мача да поделат плата на своите вработени, а голем број се на привремен принуден одмор. За овие нови вработувања глобалната економска и енергетска криза не представува никаков проблем, но таа криза беше причина речиси сите јавни предпријатија да ги зголема цените за своите услуги без финансиска анализа, напомена Карлев. Со ваквата одлука се разобличува театралноста и лажната загриженост на локалната власт за граѓаните. Паѓаат во вода сите оправдувања дека цените во јавните предпријатија ги поскапуваат како неминовна последица од економската криза. Паѓаат во вода сите обвинувања кон централната власт и претходното локално раководство. Општината е на граѓаните, а не на ДПМН. Граѓаните имаат право да знаат како локалната власт ги планира и троши нивните средства, од кои е конструиран општинскиот буџет. Од СДСМ упатуваат апел до сите советници во Советот на општина Охрид, без разлика на партиската определба, да застанат на страната на граѓаните и да не го дадат својот глас за 14 нови вработувања во општинската администрација. На граѓаните не им се потребни нови раководители, туку капитални инвестиции, кои ќе го направат подостоинствени, поквалитетен нивниот живот, повика Јован Карлев, потпаролот на општинската организација на СДСМ на денешната пресконференција. ТВМ ќе врши пренос од утрешната седница на Совет на општина Охрид, чиј почеток е закажан за во 11 часот. На дневен ред се 25 точки, меѓу кои измената на општинскиот план за вработување, алокација на средства во буџетот, одлука за субвенционирање на сметката за струја на водовод, формирање совет за женско предприемништво, како и легализација на дивоградби. Советот на општина Охрид во вторник ќе одржи 24-та седница на која треба да верификува мандат на нов член по оставката на советникот Нефи Усеини од ДУИ. Советниците ќе гласаат за изменување и дополнување на одлуката за извршување на буџетот за 23 година. Буџетот ќе претрпи измени во развојната програма за капиталните инвестиции во областа на средното образование 2023 до 2025 година. Советниците ќе се изјаснат за предлог одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија на јавното предпријатие Водовод. На дневен ред се и измени на годишниот план за вработување на општина Охрид за 23 година. Советниците се очекува да дадат согласност и за формирање на совет за женско предприемништво на општина Охрид. На дневен ред и одлука за подигање спомен обележје за Стојан Шутев, Тасе Василев и Коле Јанев од село Завој загинати за време на Илинденското востание. Советниците ќе гласаат и неколку одлуки во врска со спроведувањето на ГЛОБ програмата на општина Охрид во основните училишта Христо Узунов и Кочарацин. Советот ќе гласа и за 12 легализации на бесправно изградени објекти во Велгошти, Љубаништа, Лесковец, Коенско, Долно Лакочере, Опеница, Велестово, Катастарска општина Охрид 4 и Рамне. ТВМ ќе врши пренос од седницата, чиј почеток е закажан за во 11 часот. Сдруженијето за заштита и одржлив развој на животната средина Регионален зелен центар Охрид го објави документарниот филм за значењето на трската во Охридското езеро. Оваа активност е дел од проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро. Документарниот филм представува збир на постигнатото од секоја фаза на проектот, односно неговата содржина се конципира со помош на статистичките податоци добиени од спроведените теренски истражувања. Се работи за краток филм кој ги прикажува убавините и значењето на трската за биодиверзитетот, потребата од незина соодветна заштита, како и моменталната состојба на појасот на трска во Охридското езеро. Документарниот филм е објавен на социјалните мрежи на Сдруженијето и на YouTube платформата, а во скоро време треба да се емитува и на телевизија. Исто така, овој филм, заедно со кратките информативно-едукативни видеа, ќе се користи како материјал кој ќе се презентира во сите основни училишта во општина Охрид.
Проектот Мапирање и управување со трската во Охридското езеро се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, Reload 2, која е финансирана од Европската Унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Повторно се актуализира иницијативата за велосипедска патека меѓу Охрид и Струга. Поврзувањето на двата крајезерски града со модерна и безбедна велосипедска патека ќе има огромно значење не само за локалното население, туку и ќе додаде вредност во туризмот. Интернационалната полициска асоциација ИПА Охрид и годинава во мај ќе организира велотура Охрид Струга Радожда, со што ја нагласува потребата за ваква патека. Се реафирмира идејата за велосипедско поврзување помеѓу Охрид и Струга. Интернационалната полициска асоциација ИПА Охрид и годинава најавува дека на почетокот на мај ќе се организира традиционалната велосипедска тура со цел актуализирање на потребата од современа, модерна и безбедна велосипедска патека на Охридско-Струшкото крајбрежје. Изградбата на патеката е иницирана од членови на оваа организација пред околу 7 години, а неодамна побарале поддршка од градоначалникот на Охрид, со кого оствариле средба при која го запознале со активностите и идните планови на ИПА Охрид. Ние како СВР Охрид, но и како Интернационална полициска асоциација Охрид, секоја година во текот на месец мај правиме велосипедска велотура Охрид Струга Радожда, со тоа сакаме да го анимираме целокупното општество од потребата за ваква велосипедска патека, која што ќе биде не само туристичка атракција, но и ќе биде од непресушно значење за охриѓани и стружани, но и за сите кои што ќе го посетат градот Охрид, градот Струга и крајбрежието. Со овој проект треба да се овозможи велосипедско поврзување на Охрид и Струга во интерес на локалното население, но и за туристите кои сакаат активен туризам. Но истиот ќе придонесе и за зголемување на безбедноста на велосипедистите. Поврзување на Охрид и Струга со современа и безбедна велосипедска патека, кое што ќе биде од општо добро и од огромно значење за општините Охрид и Струга, за жителите на двата крај езерски града и секако на туристите кои што го посетуваат Охридско-Струшкото крајбрежје. Напоменувам дека урбаниот, но и рекреативниот велосипедизам и тоа како зазема замав од ден во ден, би рекол, од година во година, и од таа гледна точка двете општини ќе треба посериозно да се позанимаваат со овој проект, со проектот за велосипедско поврзување на Охрид и Струга. Сепак, реализирањето на оваа скоро една деценија стара иницијатива за целосна пренамена на стариот пат Охрид Струга или дополнително градење велосипедски патеки и покрај големата потреба на терен со децении останува на декларативни заложби. Од Министерството за транспорт и врски велат дека за реализација на ваква иницијатива потребна е поголема соработка, урбанистичка согласност на општините, формулирање на јасен став кој ќе опфаќа физибилити студија и вградување на предлог иницијативата во новиот урбанистички план за целосното Охридско крајбрежје. Викендов Интернационалната полициска асоциација регион Охрид реализираше хуманитарна акција наменета за социјално загрозени семејства од Охрид. Хуманитарната акција, како дел од програмските цели и определби на Интернационалната полициска асоциација, беше иницијатива од секцијата на жени при ИПА Охрид, а реализирана во соработка со Весна Миленковска од хуманата иницијатива Сготви и подари од Охрид. Тие заедно за повеќе социјално загрозени семејства кои се соочуваат со недостаток на храна, приготвија топли оброци, а потоа со голема почит им ги предадоа на членовите на семејствата во нивните домови во Охрид. Целта на заедничката акција е поттикнување на солидарноста, како и подигнување на јавната и општествената свест за донирање на храна на оние семејства на кои им е најпотребна, а кои немаат доволно средства да обезбедат редовни дневни оброци. Храната е основно човеково право и затоа сите заедно треба да создаваме можности за редовно донирање на храна за одредени наши сограѓани и барем малку да им го олесниме секојдневието, велат од ИПА Охрид. Исплатата на боледувањата, породилното отсуство и разните рефундации ќе почне од утре, откако Фондот за здравствено осигурување ги стави во функција сите модули, информираат од фондот.
Се очекува осигурениците етапно да ги добиваат средствата на своите сметки во текот на утрешниот ден и во среда. Ова значи дека веднаш ќе започне исплатата на боледувањата кои биле внесени до 5 февруари 2023 година. Податоците за боледувањата кои се доставени по овој датум ќе започнат да се внесуваат во подрачните служби за и тие да влезат во системот за редовна исплата, нагласуваат од фондот. Утрово се врати во функција Моје осигурување, а се работи на враќањето во функција и на ДРГ системот, кој служи за евиденција на болничките услуги, соопштуваат од Фондот за здравство. Од вечерва на полноќ поскапуваат горивата. Бензинот Евросупер 95 поскапува за 0,5 денари и ќе чини 82 денари по литар. Бензинот Евросупер 98 поскапува за 1 денар и од утре ќе чини 84,5 денари. Евродизел поскапува за 0,5 денари и ќе чини 77 денари по литар. Цената на екстра лесното масло се зголемува за 1,5 денари и ќе чини 76,5 денари, а поскапува и мазутот, кој според новата цена ќе чини 42,3 денари. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот председател Џозеф Бајден пристигна во Киев каде го пречека украинскиот председател Зеленски. Центарот на Киев е блокиран, социјалните мрежи се преполни со снимки од невообичаено долга колона возила. Бајден од Киев најави нов пакет помош за Украина во вредност од $0,5 милиарда. Обраќајќи им се на новинарите со Зеленски, најави дека пакетот ќе вклучува воена опрема, артилериска муниција, хаубици и рачни противтенковски ракети Джевелин. Во својот говор Бајден зборуваше за издржливоста на украинската армија во момент кога војната влегува во втората година. Центарот на Киев е блокиран поради посетата на Бајден, кој од тука патува во Полска. Неговата посета на Варшава е закажана за утре. Претходно Белата куќа соопшти дека председателот Бајден ќе се сретне со полскиот председател Анджеј Дуда, со кого ќе разговара за Украина и со други лидери од регионот, но дека тој не планира да оди во Украина. За време на неговата посета на црквата Свети Михаил во Киев се ограсија сирените за воздушен напад, пренесуваат локалните медиуми. Северна Кореја истрела уште 2 балистички ракети од незиниот источен брег само 2 дена откако севернокорејска ракета патна во Јапонското море. Севернокорејската државна телевизија објави фотографии од тестирањето на двете ракети, кои ни шанале цели на растојание од 395 и 337 километри. Јапонското министерство за одбрана соопшти дека двата проектила, испукани околу 23 часот по средно европско време, достигнале максимална висина од 150 км и паднале надвор од границите на Јапонија. Лансирањето на двете ракети дојде само 2 дена откако Северна Кореја истрела интерконтинентална балистичка ракета која падна во Јапонското море, што ги натера САД да одржат воздушни војни вежби со Јужна Кореја и одделно со Јапонија. Поради земјотресите во центарот на Кахраманмараш, пукнатини се појавија на патиштата во рурални подрачја во Турција во областите Челихан и Адијаман. Земјотресите со јачина од 7,7 и 7,6 степени кои се случија во Пазарџик и Елбистан на 6 февруари предизвикаа штета и во Челихан. Погодени од земјотресот опишани како катастрофа на векот, длабоките пукнатини и излизганото земјиште формирано на автопатот Адијаман-Челихан ја открија јачината на земјотресот. Поради земјотресот во градот Јајла Конак од некои планини биле одгонати огромни парчиња карпи. Потрагата по преживеање од земјотресот која погоди Турција веќе е завршена и официјално. Фотографиите остануваат да сведочат за големата катастрофа и пустошот кој земјотресот го остави зад себе. Повеќе од 46.000 луѓе загинаа. Се очекува бројот на загинати да биде значително поголем, бидејќи во земјотресот се уништени 345.000 станови. Властите на бразилската држава Сао Пауло соопштија дека најмалку 36 лица загинале во поплави и одруња, десетици се водат како исчезнати, многу патишта и куќи се урнати. Владата извести за најмалку 35 смртни случаи во Сао Себастијан и 1 во Убатуба, додека стотици луѓе се евакуирани. Официјални лица соопштија дека 228 лица останале без покрив на главата, 338 биле евакуирани од крајбрежните региони северно од Сао Пауло. Вонредна состојба од 180
10 дена е прогласена во 6 градови во земјата. Најголемото пристаниште во Латинска Америка, во Сантос, е затворено бидејќи брзината на ветрот надмина 55 км на час, а брановите се поголеми од 1 метар. Бразилскиот претседател Луис Игнасио Лула да Силва изјави дека денес ќе ги посети погодените области. Да Силва преку Твитер испрати сочувство за семејствата на загинатите и вети дека ќе испрати медицински спасувачки тимови. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Довидување.